Почитувани представници на медиумите. Може. Благодарам, почитувани граѓанки и граѓани, почитувани представници на медиумите. Ден од мене и од општина Јагуновце. Пред ви благодарам, почитувани граѓани. Нивните лица се постојано околу нас. Милозвучни поздрави се слушаат од екрани на сите уреди. По логика на нештата, ваквиот пристап би требало да значи отвореност и искреност, а со тоа и доверба во системот. Но истражувањата укажуваат на спротивното. Во Капиштец, во влажен и облачен ден, по дневната набавка на храна, ја сретнавме господја Вера. Од маркетот до дома зборувавме за односот граѓанин-политичар. Дали македонските политичари знаат да комуницираат со народот? Мислам не. Зошто? Не се транспарентни? Затоа што веќе ние народот немаме доверба во нив. Тоа е основната причина. Како комуницираат? На кој начин ги испраќаат пораките? Испраќаат тоа што сакаат да го чуеме, односно тоа што они сакаат да ни го презентираат, но не го реализираат. Господја Вера се информира најчесто од телевизија, но критичкото мислење го гради според нешто друго. Јас ги читам колумните од познати новинари. Тоа ми е меродавно. Друго ништо. Во друго ништо немам доверба. Знаете, довербата се стекнува. Ако еднаш сум излажена, втор пат сум излажена, трет пат, нема друг начин. Неодамнешното истражување на Институтот за комуникацијски студии за транспарентност на институциите покажа дека постои недоверба кон содржините што се пласираат на медиумите, па мнозинството учесници изјавува дека се сомнева во се што се објавува на медиумите. Но иако постои генерален сомнеж кон содржините објавени во медиумите, релативно низок процент од учесниците практикуваат да ја проверуваат веродостојноста и точноста на вестите што ги читаат. Имено, повеќе од третина од сите учесници не го проверува објавувачот на веста, а повеќе од половина никогаш не проверува дали веста има потпишан автор. Почесто пак, учесниците проверуваат како други медиуми известуваат за веста и се советуваат со лица кои ги сметаат за познавачи на темата. Граѓаните имаат бројни забелешки, но главната е дека многу се зборува, а малку се кажува. Многу малку. Транспарентност во однос на тоа кој е политик, мислам кој е пред гласање, да најават некои работи меѓутоа, после тоа и кај се трошат нашите пари, баш немаме увид. Според истражувањето на Институтот за комуникацијски студии, перцепциите на анкетираните за фреквенцијата, достапноста, јавноста и разбирливоста на информациите што ги споделуваат државните институции е дека тие не се споделуваат редовно. Чувството го засилува фактот ако брзо се обиделе да завршат работа во државна институција. Губењето време и слабата експедитивност на службениците им го засилува гневот и убедени се дека не знаат да комуницираат со граѓаните. Не знаат. Зошто? Па затоа што се неписмени, полни со себе. Граѓаните кои сакаат да зборуваат пред нашата камера велат дека се додека владее неказнивост и неодговорност за лошото работење и се додека партиите поставуваат своји луѓе на раководни позиции, ќе има ниска доверба во институциите. Уште повеќе, ќе се гаи песимистичкото чувство дека не е и нема да биде добро. Ништо не функционира. Решението не е со голема филозофија. Ако институцијата испорачува административна услуга за која што не мора да доплатите за да ја добиете, не мора да чекате со месеци, ако политичарите ги кажуваат работите со вистинските зборови, ако се искрени пред своите граѓани и ги исполнуваат своите ветувања, ако медиумите работат за општото добро и како коректив на власта, довербата сама по себе ќе се врати.